Препукување на вредливи зборови, спортски жаргони, драматични говори на денешната седница за пратенички прашања. Откако пратеникот на ВМРО ДПМН Крсто Јовановски со театрален говор го обвини премиерот Зоран Заев за предавство заради македонско-грчкиот договор, премиерот со одговор до Јовановски: "Вие најдовте да зборувате за патриотизам, што баравте пари од мене и спиевте по коцкарници." Заев од собраниската говорница им порача на пратениците од опозицијата дека можат, како што рече, да пукнат што не го решиле спорот со името со Грција, додека биле на власт и не ја внеле Македонија во Европската унија и во НАТО. Тој тврдеше дека сите потези што ги повлекол биле во интерес на граѓаните и за иднината на земјата. Нема да дозволам да се смени уставот и да се смени уставното име на Република Македонија. Колега, прашањата поставете. Колега ме реков увод, имам па ќе поставам прашање 10 минути. Немој да се навредуваш, не се однесува за тебе. Не си ја ишкај муват од капата. Зошто ви се навредиле? Значи понафам, не ме прекинувай од цем таму да ми додадеш секунди. И сега ги прашувам сите, и вклучително македонската јавност. Се надам, знаете дека за лага ќе зборувам сега. Кој лаже? Оти конечно сме држава, признаена од целиот свет. Конечно ние признае македонскиот народ. Конечно ние признае македонскиот јазик. И повеќе дилеми нема. А вие може да пукнете ако сакате што не го решивте ова прашање. Од БЕСА пак сметаат дека договорот со Грција за македонското државјанство е чекор назад за албанците. Ова го изјави пратеникот Фадил Зендели, откако го запраша премиерот Заев како е регулиран делот со државјанството за албанците предвидено согласно договорот со Грција. Заев одговори дека токму поради мултиетничноста на државата ќе стои македонско, односно граѓанин на Северна Македонија. Секако доколку има уставни измени, посочи премиерот. Во новите документи ќе стои македонско, цртичка, граѓани на Република Северна Македонија. И вие самите истакнавте дека Македонија е мултиетничко општество, треба да биде мултиетничка држава и со една верзија ваква, со ваква алтернатива за албанците би било чекор наназад, бидејќи досега албанците инсистирале во своите лични документи да не се запишува македонско државјанство, бидејќи Македонија е мултиетничка држава и ние имаме свој идентитет, но имаме само државен идентитет, бидејќи сме држава на Република Македонија. Ова што го кажувате вие, тогаш ние ќе бидеме македонци, но граѓани на Република Северна Македонија. Говорите предизвикаа реплики од координаторите на ВМРО ДПМН и на СДСМ. Според Драган Данев од ВМРО ДПМН, првпат премиерот се послужил со навреди кон пратеници од опозицијата, додека координаторот на СДСМ Томислав Тунтев, оценувајќи дека во говорот на пратеникот Јовановски имало говор на омраза и ширење нетолеранција, најави покренување постапка во врска со кршење на етичкиот кодекс на собранието. На самиот старт на седницата пратениците од ВМРО ДПМН изразија незадоволство од начинот на кој била закажана оваа седница за пратенички прашања, тврдејќи дека се погазувала праксата во собранието на денот кога се поставуваат пратеничките прашања во законодавниот дом, истовремено да се одржува комисијата за европски прашања. Со самото тоа, пратениците кои што се членови и заменици во комисијата не се во можност да поставуваат пратенички прашања до владата, нешто што им се гарантира со деловникот за работа на собранието, се вели во соопштението на пратеничката група. Џафери пак образложи дека седницата не се одржа последниот четврток од месецот поради отсуство на премиерот кој беше во Брисел.